Каракачанов омекна Заев му прости, што е тоа што ги затопли односите меѓу нив двајца. Само неколку дена како бугарскиот вице-премиер упати навреди кон македонскиот премиер, денеска сосем спротивна слика. Помалку и хармонично двајцата се разменја низ убави зборови. Во интервјуто на Заев за Канал 77 беше вклучен и Каракачанов, кој со цигара во уста ги слушаше убавите зборови од Заев и подсетувањето на времињата кога пријателски знале да се напијат и по една ракија. Гледаме да бидеме пријатели заради тоа што наше да им служиме на граѓаните, а не да им правиме штета. Господинот Каракачанов имаше убав политички и дипломатски однос во неговото обраќање. Моја должност е да возвратам на ваков дипломатски начин. Ние сме пријатели, знаеме и во Софија, и во Струмица, и во Скопје, да пиеме по една рекија, по едно кафе, по еден чај, зависи кога се гледаме. Пофални зборови не штедеше ниту Каракачанов. Само една недела од кога го нарече Заев бугарин, на кого покасно му доаѓа паметот. Денеска бугарскиот министер за одбрана кажа дека Заев е првиот политичар кој имал храброст на ваков начин да говори за спорот на Македонија со Бугарија. За крај поздравувам го премиера Заев, тој е првиот македонски политик којто има кораж. Го поздравувам премиерот Заев, тој е првиот македонски политичар кој има храброст да говори на овој слободен начин. Јас ќе ви кажам, до вчера се уште имав некаква надеж дека историската комисија ќе даде посакуван сигнал. И покрај ваквите зборови од Заев и Каракачанов, сепак е се поизвестно дека Македонија нема да ги почне преговорите за членство во Европската унија до крајот на оваа година. Заев вели да сме почекале поминати изборите во Бугарија во март, за тие да размислувале трезвено.